А во продолжение една убава приказна се запознаваме со младата девојка што создава плетени уметнички дела, Елена Сарагинова. Со плетење започнала во 8 оделение, а денес врачно плете се. Од чанти, приврзоци и паричници до костими за капење, накит, аксесуари за коса и играчки. Со неа разговараше колегата Мартин Николовски. Од игла и клопче до едно вакво уметничко дело. Утрово во Македонија наутро разговараме со Елена Сарагинова. Елена, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Вие создавате креативни дела користејќи игла и клопче. Кажете ми од каде потекна идејата и што беше тоа што ве мотивираше да започнете да создавате вакви дела? Прв пат во 8 оделение почнав, баба ми имаше игли. Секогаш сум се интересирала да правам нешто самата со рацете, креативно, ама тогаш само еден шал не го продолжив процесот. И пред една година ми излезе едно видео од девојка која што беше многу креативна на YouTube. Ми правеше играчки. И ми дојде идејата дека всушност со волница може да се прави нешто помодерно, нешто интересно, нешто што младите ќе го сакаат, а сепак тоа да биде рачно изработено и така почнав. Земав малку волница за да видам дали нели ќе успее, меѓутоа убаво беше, интересно беше и така продолжив да ги изработувам. Тешко ли ви беше да го научите плетењето? Како што спомнав во 8 кога прв пат пробав со шалот и некои облеки, ми беше тешко, се мачев со сати, ги повторував истите чекори, ама сега пред една година кога го пробав истото полесно беше, можеби дека нели после неколку години, ама интересно, сега не е толку тешко како што е. Така, кажете ми колку младите се интересираат да научат како се плете? Имате ли прашања, ве прашуваат ли за тоа како оде целиот тој процес? Тие што се по уметнички работи, по рачни изработки се интересираат, а исто така има и луѓе кои што сакаат да научат, кои што на пример ќе ме нарачаат нешто, ќе ми ја дадам нарачката и ќе ми кажат ама од каде ги учиш работиве и нели ќе им споделам на пример некој видео или некоја шифра што може да ја повторуваат и они, така да, би рекла да. Имаме тука различни предмети, привезоци, потоа еве може да видиме тука имаме и цвеќе, ташнички. Што е она што го творите? Најмногу привезоците, бидејќи најмалку време одзимаат, најлесно има да речеме на луѓето вака на пример на базар нешто помалечко, а кога се работи за нешто на пример ташното оди повеќе по нарачки да речеме, како тие ќе се сакаат, која боја и слично. И доаѓа на пример на зима може и џемпери, меѓутоа тоа нели повеќе време треба и. Која е работата што ви одзела најмногу време или на пример за колку време би можеле да го сплетите овој привез? Привезокот пола саат до саат. Најмногу време оваа ташнава сега што имам тука со мене. Многу си ја сакам баш поради тоа, пошто многу труд вложи во нејзе, ама и навистина вредеше, издржлива е. На секаде си ја носам со мене, месец дена ја правев, така да. Елена, кажете ми, од каде ги наоѓате материјалите и иглите? Може ли лесно да се најдат тука во Македонија или пак ги нарачувате некаде од странство? Сега има нели многу опции во странство, ама јас почнав тука кај нас и стварно има убави продавници, креативни, има многу избор, значи се што е тука ми е од Скопје, да. Се наоѓа лесно. Но освен што творите за вас лично, исто така ги продавате вашите производи преку Инстаграм. Има ли интерес за вакви нарачки? Има. Ги гледаат, нели сега поинтересно е со видео, кога ќе се стави некое видео, да речеме, што ќе има повеќе views, ќе нарачуваат, исто така може и со реклами, тоа некогаш го практикувам, а и најмногу нели преку луѓе, ќе им се допадне нешто, ќе го купат, ќе го покажат на другарите, па ќе нарачаат преку нив. И за крај на нашиот разговор, може ли со игла и со конец или клопче да се биде предприемач во Македонија, млад предприемач? Секако дека може, само што фокусот, да речеме, сепак не е на некој голем бизнис, туку е нели прво на нешто што ќе ми носи мене задоволство и на луѓето, кои што нели ќе го купат тоа парче, а понатаму нели се надевам како што поминува процесот и работилници и да речеме така на поголемо да се продава. Што е она што следно ќе го работите?
Сега се фокусирам на овие ташнички, како например оваа. И оваа тука што ја донесов, бидејќи навистина мислам дека се многу сладки, може да се комбинираат со се. И исто така некои летни, да речам, блузички, кроп-топчиња, такви работи. Купаки исто така летав сега периодов, така да нешто летно. Така, кога е летото, тука и љубеницата, што е природно нели за овој период од годината. Елена, ви благодарам за гостувањето во Утро во Македонија наутро и ви посакувам успешна работа и повторно да ни гостувате со ваши нови дела. Благодарам и на вас.